Прва приватна општа болница Ремедика, каде што здравието се раѓа. Добро дојдовте. Задоволство ми е денеска да ве поздравам во новото продолжение од проект Здравје. Денеска ќе ви понудиме две теми или два аспекти кои што директно го погодуваат машкото здравје или поточно и конкретно кажано ќе зборуваме за машката неплодност и за болестите на простата. Она што ги поврзува овие два ентитета или две различни болести или два различни аспекти на машкото здравје е единственото решение кое што можете да го најдете токму за овие два проблема во Ремедика, првата приватна општа болница во државава. Од тимот на Ремедика денеска во проект Здравје на споменатите теми ќе разговараме со доктор Александар Нечев, кој што е специјалист по урологија. Докторе, добро дојдовте во проект Здравје и благодарам што ја прифативте поканата. Како сте и ви честитам, вие сте релативно нов член на фамилијата или семејството во Ремедика. Благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија и се надевам дека ќе можам да одговорам на многу прашања што ги интересираат вашите и наши гледачи, нели се? Сигурно. Пред моето прво прашање само да потсетам дека Ремедика ви стои на располагање и можете директно да ја посетите на булеварот 16 Македонска бригада, број 18 во населбата Железара во Скопје, да комуницирате со нив на глобалната мрежа на remedica.com.mk и секако на двата директни телефонски броеви да кажете термин, може би и од овој момент, 072-443-200 и 02-2603-100. Денеска во проект Здравје зборуваме за машката неплодност и болестите на простата со веќе споменатиот и представен доктор Александар Нечев, специјалист по урологија. Докторе, бидејќи важите за референтен центар за решавање на проблемите со неплодноста, вклучително со тимот кој што е во IVF делот, гинеколозите, акушери, микробиолозите, ембриолозите и ред други специјалности, што е она што вие среќавате како машка неплодност, односно колку е честа и кои се причините? Така, во нашиот центар, во нашата болница, значи, се решаваат овие проблеми, за жал се стануваат се почести. Почести и се кај, за жал почести и кај млади парови веќе. Како да се смета дали еден маж е плоден или неплоден е малце комплицирано прашање и треба да се размислува дека неплодноста не третираме еден пациент, него дека третираме еден пар. Што значи тоа? Дека тука треба да се пристапи тимски со нашите колеги од гинекологија и од инвитро центарот, затоа што не секогаш проблемот е кај госпоѓата, кај дамата, не секогаш и проблемот е и кај мажот, некогаш може двете единки да имаат проблем со кој што едноставно не се компатибилни и тука во нашиот центар може да помогне да се пребродат тие проблеми. Да се третираат како целина, како што рековте. Да се третираме како тој пар да го третираме како една целина. Кои мажи се афектирани, како се открива неплодноста, што треба да направи еден маж, конкретно кажано? Прво да спомнам дека не можеме веднаш да кажеме дали некој маж има проблем или некој пар има проблем со зачнување. Не треба веднаш да се избрзува со таков заклучок, затоа треба ние секогаш прашуваме колку тој пар, колку време се обидува да зачне да створи потомство. Ако е само 2-3 месеци, тоа воопшто не го крстуваме како така. Треба еден пар да се обидува да створат потомство, да зачнат бебенце, повеќе од една година, со тогаш виќе горе-доле знаеме дека јасно дека тој пар има некој проблем. Дали кај мајката, дали кај идната мајка, дали кај мажот. Речиси статистички гледано, проблемот, така да кажам, затворете наводници, е 50-50, со тоа што ке 40% од паревите има некоја состојба кај идната мајка и 40% од некои проблемите може да се лоцираат и кај машката единка.
Во останатите проценти тоа е, да кажам, заеднички проблем. Значи малце има послабо женско здравје, малце послабо машко здравје, автоматски имаме малце проблем со зачнувањето. Кај кои мажи прашавте, нели, се најчести овие проблеми? Сега тука може да имаме проблеми од повеќе гледни точки и повеќе проблеми. Главното е кај мажи кои што се веќе во некоја понапредната возраст. Возраста не е толку значена како кај дамите, меѓутоа сепак се е огледало на дали некој маж има малце поквалитетна сперма, малце поголеми проблеми со зачнување и така. Исто така, општата физичка спремност, кога имаме некој маж кој што си редовно оди на тренинзи, на бодибилдинг, на фитнес, внимава на своето здравје, внимава на својата на исхраната, кај тие мажи генерално имаат помалце проблеми од овој карактер, додека луѓе што се не помрзеливи, меѓутоа не внимаваат толку на сопственото здравје, се пообезитни, покрупни, подебели, така да се изразам. Пушење алкохол можеби? Секако. Да. Пушење алкохол секако дека негативно се одразува, меѓутоа сите тие навики можеби не се клучни, како што кажавте, пушењето или цигарите или алкохолот, не се клучни и пресудни, ама кога ќе се собере се на една маса, тие доведуваат до некое намалување на квалитетот на спермата и едноставно намалување на потенцијата на стварање на идно потомство. Да. И да објасниме дека не секоја машка неплодност која што ќе се констатира или дијагностицира значи по автоматизам инвитро оплодување или вештачки потпомогнато, туку има нели други можности и алтернативи. Пред тоа да го споменеме, само сакав да ве прашам како се открива, односно што еден маж треба да направи после една година, како што рековте, доколку нема зачнување по природен пат, за да се отстрани или потврди таа дијагноза? Сето почнува со еден најобичен физикален преглед. Значи, со самиот обичен општ физикален преглед откриваме доста работи всушност. Не мора веднаш да се оди на некои софистицирани и скапи методи. Значи, со најобичен преглед на тестисите, преглед на простатата, значи ќе се видат многу проблеми дали постојат или едноставно се си е во ред. Ќе се види дали градбата на тестисите е задоволителна, дали има проблем тој маж со простатата, дали има проблем можеби со пенисот, проблем со еректилна дисфункција, проблем со самиот мочен канал, самиот отвор на мочен канал, значи цел оној систем генитален апарат кој што всушност учествува во стварањето на едно потомство. Сега, ние проблемите како втор момент, втора испитување што го бараме, нели, кај овие пациенти, кај овие мажи е да се направи и ехо на урогениталниот тракт. Тука се акцент ставаме на ехо на тестисите и на скроталните органи, значи самите тестиси, самиот семовод, самите простатата, семиналната везикула, значи исто така и ехо и на бешиката. Со тоа ќе се утврдат дали овде ќе имаме некои абнормалности, дали имаме некои абнормалности од стекнат карактер, некоја можеби повреда, операција претходно дали имал тој пациент, операција на гениталиите евентуално, или пак дали има некоја вроден проблем на самата анатомија на гениталиите. И трет, исто така важен момент што го бараме како испитување е спермограмот, со кој што се увидуваат конкретно каков е виабилитетот на таа сперма, колку таа сперма е вирална, колку е бројот на сперматозиди, па дали тие сперматозиди се добри пливачи, нели така да кажам, подвижноста се гледа тука, се гледа и прогресивната подвижност и се гледа и општата подвижност, што се два различни компоненти, се гледа и самата морфологија на сперматозидите, со тоа што дали се гледа ти имаат нормална градба, нели еден сперматозид знаеме како изгледа, има глава, врат, опашка, има подвижност. Во процесот на производство на сперматозиди настануваат и доста абнормалности, ако и тоа е веќе нормално малтене. Меѓутоа додека преовладуваат такви абнормални сперматозоиди, не може да очекуваме некои значајни подобрување на квалитетот на сперма. Така да, тоа е веќе простор кај што може да се добива подобрување со одредени терапии и третмани. Да, кои што индивидуално нели пристапувате кај секој маж и нормално го третирате. Така, секој маж добива индивидуален пристап, значи не постојат двајца исти пациенти.
за секој пациент, согласно сите овие наоди што сме ги добиле, нели, од ехото, од спермограмот, спермокултурата, евентуално некојаш треба се направи компјутерска томографија или магнетна резонанца, се одредува дали ќе тој пациент ќе се пристапи на конзервативен третман, таблетарна терапија, дали ќе се пристапи на ендокринолошки третман, да се добие терапија со хормони или хормонални заместители, дали ќе се добие, дали можеби треба се направи хируршки третман кај некои пациенти, кај некои мажи што имаат и анатомски проблем нели на гениталиите. Или она што е наједноставно, можеби хигиена, диететскиот режим да се промени или стилот на живот каде што не треба секако тоа уште медицински да се интервенира. Тоа е првото нешто што го прашуваме и што го инсистираме од нашите пациенти, значи. Што и да правиме, дали со таблетарна конзервативна терапија, дали со ендокринна терапија, дали со хируршки, главното е тој пациент, тој маж нели да се подлегне на некои вежби, исправна исхрана, значи пиење течности повеќе, хигиена, одржување секако, ако се јави некоја инфекција евентуално на генито-уринарниот тракт да се интервенира, да се даде антибиотска терапија, секако истото се бара и од сопругата, и од госпоđата, нели? Другата половина. Од другата половина, затоа што рековме дека третираме пар, не третираме еден човек. Маш или една дама, како што рековте, да. Тука сме истомисленици со нашите колеги од гинекологија дека третираме пар, значи не третираме само маж или само жена, некој се настапува тимски и тоа се овозможува во нашата болница во Ремедика. Да, дека сте референтен центар за решавање не само на женската, туку и машката неплодност докажавме и само како заокружување на овој прв дел од разговорот, првата тема за машката неплодност, која е вашата препорака, доктор Нечев, дали еден здрав маж или кога треба превентивно да се јави на уролошки преглед, дури да нема никаков проблем? Значи, секој маж кој што веќе планира да основа фамилија, небитно дали е во брак или не, значи кој што веќе свесно размислува за својата иднина, треба да си направи еден преглед со кој што ќе го видиме некои основни начела, карактеристики кај тој човек, кај тој пациент. И затоа што самиот генитален апарат кај мажите е малце побавен во однос на жените. Така да ние мора да планираме за воиднина и многу работи може да се предвидат и испречат со правилна терапија, со правилна исхрана и тој пациент, тој маж, например, сака да се ожени за 1 година, сака да формира фамилија за година и пол, 2, добро време да се почне колку што може порано, за да се добие многу побрз и поефикасен резултат. Или со такав автомобилски третман во каква возна состојба, ако можам така да се изразам, мажот. Што велат многу пациенти, вика ние нашата кола ја носиме 2 пати годишно на преглед, не сме биле ние самите, така да треба да се прави тоа, поготово после 25-та година генерално виќе препорачуваме да се направи барем еден првичен преглед, чисто да се види во каква состојба сме, нели. Денеска во проект Здравје со доктор Александар Нечев, специјалист по урологија од Ремедика, зборуваме за машката неплодност и болестите на простата. За овие теми и се она што ви интересира и е поврзано со вашето здравје и за евентуално закажување третман и термин, ве поканувам да се јавите од овој момент во Ремедика на 0226031000 и 072443200. Ја споменавте, доктор Нечев, простатата како машка полова жлезда која што е уникатна за нас мажите, што таа представува и дали таа е одговорна само за создавање на машките полови клетки, односно сперматозоидите. Знам дека има многу поширока или покомплексна улога во организмот. Така. Да, простатата е жлезда што има само кај нас мажите. Сега ќе ве коригира малце. Сперматозоидите не се ствараат во простатата. Простатата помага во лачи дел од компонентата на спермата и тоа е едно од нејзините улоги. Благодарам за поправката, Секако. Затоа сме овде. Простатата всушност лачи и одредени протеини кои што влеваат во состав на спермата, кои што помагаат да го активираат сперматозоидот, тој да почне да се придвижува, да плива, така да се изразиме. И тоа е една од нејзините улоги. Втората, можеби најважна улога на простатата е се лачи нашиот машки хормон, тестостеронот, кој што помага не само за репродуктивното здравје, не само за сето тоа што направи нас за нашето мажи, либидо, да. Така и за либидото секако. Помага да се одржи таа мускулна маса, нели сите тие секундарни машки карактеристики, влакнатост на лице, нели мускулна маса како што кажав. И трета, и не толку
не толку неважна улога на простатата е одбранбената улога, затоа што кај простатата застануваат сите инфекции кои што од надвор патуваат преку каналот, нели, преку мочниот канал, патуваат нагоре до бешиката и евентуално би представувале опасност за бешиката и за бубрезите. Простатата е таа прва одбранбена линија која што најчесто ја завршува цела работа и ние сме заштитени заради таа простата. Тоа е една нормална физиолошка функција на таа жлезда. Меѓутоа, како старееме, веќе после 45-та година, литературата веќе малце кажува дека и на порана возраст, веќе после 40-та година, таа простата заради ред физиолошки процеси почнува лека по лека да ја губи својата улога, лека по лека почнува и физички да расте. И со тој раст се интензивира веќе после 50-та година. И има некоја груба статистика дека секој втор маж после 50-та година веќе има зголемена простата. И тоа така трагично звучи помеѓу луѓето. Што по автоматизам, извинете што ја прекинам, не значи болест. Не значи болест. Тоа само значи дека таа простата се е зголемила малце. Сега, какав е тој обем на зголемување и какви проблеми праве, ние тоа сега како уролози се соочуваме и тука веќе можеби треба да се направат одредени испитувања, одредени анализи лабораториски, одредени снимања, со кои што би се увидело дали таа простата прави некој посериозен проблем на другите органи и ткива и дали треба да се води некоја грижа поособено за таа жлезда. Дава ли тоа растење на таа простата некои клинички манифестации, нешто што ќе го алармира еден маж да дојде да побара помош? Да, еден од најпрвите симптоми на зголемена простата е отежното мокрење. Отежното мокрење, поготово во утринските часови, кога првиот мласт на потешко почнува да почнува, потоа тоа мокрење малку се олеснува, знае да биде мокрењето и испрекинато. Некои пациенти си имаат пожалено и на постмикционо капење, едноставно кога ќе прекине цел акт на мокрење, сепак уште има малце цедење, капење низ мочниот канал. Можеби еден од најголемите проблеми што ја прави зголемената простата е и ноктуријата, тоест ночното мокрење. И тие пациенти имаат неквалитетен живот. Значи, не се наспани, буквално мораат секој час и половина, 2 часа да стануваат да мократ. Они стануваат да мократ, меѓутоа малку измокруваат. Значи не се доизмокруваат и тоа им предизвикува лош квалитет на живот. И едноставно и не се чувствуваат добро, не се чувствуваат наспани и така. Освен клиничкиот преглед и анамнезата, што како алатка, како дијагностичка процедура ви помагат да ја потврдите или одрекнете дијагнозата за некои од болестите на простатата и што понатаму, какви модалитети на третман постојат? Така. Значи и овдека и за таа дијагноза, за таа болест, прво што треба да се направи една добра, како што кажавте, анамнеза, еден добар прашалник, да се разговара точно што се проблеми ги има тој човек, не само за простатата, него и другите коморбидитети, крвниот притисок, шеќерот во крв ако е покачен, и тоа знаат малку да и комплицира работите. И секако еден од главните прегледи е преглед со ехо, да се направи еден убав преглед со ехо на простатата, на бешиката, секако и на бубрезите и на сите други органи, со тоа што ќе се види дали колкава е таа простата, самиот волумен на простатата, дали таа простата проминира во мочниот мер, автоматски тој податок ни кажува дали таа бешика, дали тој мочен мер адекватно се празни, секако да се измери дали имаме рест урина. Тоа е, рест урина е, накратко да ви кажам, е колку мокраќа, колку урина останува во бешиката после мокрење. Што не е изфрлена. Што не е изфрлена заради таа зголема простата. И тоа не е можеби најголем критериум дали таа простата заслужува некоја по-адекватна терапија, било конзервативна таблетарна терапија, извинете, било хируршка интервенција се направи. И секако треба се направи комплетна лабораторија, вклучувајќи го и тумор маркер за простата или ПСА. ПСА е скратеница за простата, специфичен антиген. И тој антиген е протеин всушност што се лачи во простатата, кој што нормално лесно може да се измери преку крвта. Преку венска крв добиваме таков резултат
и може да видиме дали таа простата има бенигни карактеристики или можеби малигнизира малку. Значи вредноста на тој ПСА маркер, да, го индицира тој податок. Така, да. И она што сакам последно, не помалку важно, што да го споменеме кога зборуваме за простатата и болестите, рековте дека постојат два типа на третман, конзервативен или медикаментозен и хируршки. Кога индицира на едната, односно другата алтернатива за третман? Така. Се зависи од субјективните тегоби на пациентот. Значи, пациентот ако има обструктивни дисурични симптоми, обично почнуваме со таблетарна конзервативна терапија, со која што се таргетира пациентов да му се овозможи полесно мокрење, едноставно да се целиот акт на мокрење на микција да биде многу полеснат. Да се намали таа честота на мокрење, да се намали таа ноктурија што е ночно станување, да му се подобри квалитетот на живот. Ако со таа таблетарна терапија од период од 6 месеци до година дена не му се помогне пациентот или се помогне, меѓутоа сосем малку, човекот уште страда, тогаш треба се размислува и за хируршки третман. Меѓутоа првиот акт ние прво да се проба со таблетарна терапија. Хирургите секогаш ја оставаме на високо второ место, да. Да, алтернатива. Тоа е кога станува збор за бенигна хиперплазија на простата. Меѓутоа, ако добиеме диагноза дека таа простата има некој малигни потенцијал, тогаш е обавезно нагласувам да се, ако тој ПСА маркер е повисок од нормалното и не се смирува и не се намалува и покрај дадената терапија, тогаш треба се направи биопсија на простата, со која што дефинитивно ќе се добие материјал од самата простата, која ќе се испита патохистолошки и ќе се добие дефинитивна диагноза на карцином на простата, која што виќе е малце поопасна состојба, која што заслужува малце посериозен пристап, и тогаш, зависно од кој стадиум е тој карцином или какава е стратификацијата на карциномот, треба се пристапи или онколошки или исто така хируршки да се третира таа жлезда. Да, и пред да ви се заблагодарам, доктор Нечев, да споменеме дека некаде околу 25-та година секој маж треба да дојде на уролог да направи еден основен или базичен, ако сакате, прв уролошки преглед за да се види неговата состојба, а веќе она што е посериозно кај простатата, мажите сигурно доколку имаат и анамнеза, своја семена или можеби проблеми да се јават и да не чекаат. Така, секако, значи сите пациенти што имаат, па не само за простата, ова е значи воопшто, значи или општо за мажите, сите мажи и жени што имаат некоја фамилиарна историја на карциноми, да не забораваме дека и жени третирате иако се уролози. Секако, да, значи сите пациенти што имаат фамилиарна анамнеза на карциноми на бубрези, надбубрези, значи исто бешиката, нели мажите и простатата, треба да не чекаат да им се јават првите проблеми, него да си направат еден рутински преглед, било кај нас на урологија во Ремедика, било кај нашите колеги интернисти во Ремедика, значи да се направи таков преглед, да се детектираат вакви проблеми што може поскоро порано за да се добие адекватен третман и секако поубав квалитет на живот. Сигурно ви благодарам, ми беше многу пријатно со вас во овој разговор и гостување и посакувам повторно да се видиме во некоја друга прилика и на некоја друга тема. Така, благодарам на поканата. Благодарам, ми беше задоволство. Доктор Александар Нечев, специјалист по урологија, беше денешен гостин во проект Здравје. Зборувавме за машката неплодност и болестите на простата, а за ова и за останатите теми кои што ги покрива целокупното човеково здравје, можете решение да побарате или совет во Ремедика на булеварот 16-та Македонска бригада, број 18 во населбата Железара во Скопје, на remedica.com.mk или на двата директни телефонски броеви 072 443 200 и 022 603 100. Благодарам за вашето внимание и поздрав до следната наша средба. Пријатно! Прва приватна општа болница Ремедика, каде што здравјето се раѓа.